Бебето старо само 5 дена, кое заедно со родителите беше заглавено во завојуваните подрачја во источна Украина, тргна на пат за Македонија. Македонското семејство, кој поради личната ситуација, чекајќи термин за породување, биле спречени да заминат од Украина, преку безбеден конвој на ОПС емисијата ја напуштаат земјата. Министерството за надворешни работи потврди дека се фокусирани како да возможат безбеден конвој за уште 50 на граѓани кои се заглавени главно во Киев и во неколку помали места. Ги упативме нашите граѓани доколку најдат начин да стигнат до конзулатите на државите со кои што имаме направено договор, да ги превземаат како да се нивни граѓани тоа да го направат. Така да продолжу вкуп тоа значи од вкупниот број на мапирани 100 граѓани, 50 се веќе извлечени. Од овие 50 останати не се сите наши државјани, реков, дел се семејства на наши државјани, тоа се украински државјани, меѓутоа ние решивме да ги третираме како да се наши. Македонското МНР уверува дека стапиле во контакт со сите наши граѓани во Украина и дека се во комуникација за нивна евакуација и покрај бројните јавувања во нашата редакција на заглавени граѓани кои тврдат дека не можат да стапат во контакт со Министерството. Сепак, и додека траеше брифингот на министерот Османи, на социјалните мрежи веќе му пишуваа загрижени граѓани од Украина кои бараат помош. Панично предупредуваат дека во Украина веќе се случува хуманитарна катастрофа. За сега македонските власти немаат решение за превозниците кои се заглавени на украинско-полската граница, а натоварени со руска роба. Министерот Османи потврди дека Сунев разговарал нашиот амбасадор од Варшава, но не е најдено решение како превозниците заедно со натоварените камиони можат да се вратат во Македонија. Сепак, доколку одлучат, можат сами како индивидуи да бидат извлечени од военото подрачје.